Почитувани, денес од Струмица ќе ги коментирам вчерашните мерки на владата. Уште од лани се знаеше дека доаѓаат тешки времиња. Со месеци владата никаде ја немаше, ниту идеја, ниту мерка. Конечно, вчера владата ги објави мерките. Се постава прашањето: ова ли е тоа што владата го најавуваше со месеци? Ова ли е тоа што треба да се направи за спас на македонската економија? Ова ли е се што можеше да смисли владата? Очигледно е дека владата нема идеи, дека мерките се на брзина направени, како безуспешен обид на ВМРО ДПМН да парира на теренските активности на СДСМ со граѓаните. Вчерашните мерки се само паничен обид на владата да се создаде лажна слика, затоа што има катастрофални економски резултати, а локалните избори се приближуваат. Мерките на владата не се насочени кон тоа да се зголемат инвестициите и така да се создаде реална потреба од нови работни места, или како да им се помогне на извозниците да ја сочуваат конкурентноста. Мерките на владата се подпираат на погрешни основи. Според владата, на фирмите во Македонија супер им оди работата, им расте производството, само треба да им се најде начин како полесно да вработат нови луѓе. Суровата реалност покажува дека на фирмите од ден на ден им оди се полошо. Владата на премиерот Груевски не може да побегне од логиката што ја користи и кај јавната администрација. Нови вработувања при ист или намален обем на работа. Вистинска мерка на владата ќе беше да им ги врати на фирмите милионите евра што им ги должи за неплатени обврски и за поврат на ДДВ. Само таа една единствена мерка ќе помогнеше на македонската економија 10 пати повеќе од сите мерки што вчера ги најави владата. При тоа, само се наметнува прашањето дали владата ќе ги користи повратот на ДДВ и плаќањето на незините обврски како инструмент за да врши притисок врз фирмите и тие спротивно на својата волја да бидат принудени да ги реализираат мерките на владата. Владата најави дека за сите нивни мерки се потребни 13 милиони евра од буџетот на државата. Тоа е еден споменик од Скопје 2014. Значи владата трампаше досега илјадници работни места за само еден споменик. Колку ли работни места можеа да се отворат, да не беа спомениците, златните коњи, златните врби, жалните врби и златните огради. Владата вчера конечно призна дека не е способна да ја раздвижи економијата и да помогне да се отворат нови работни места, но на издржан, одржлив економски начин. Затоа владата бара чаре со привремени вработувања на илјадници луѓе, кои, замислете, се поклопуваат со периодот до локалните избори. Во вчерашните мерки на владата има и една која е преземена од пакетот на 27 економско-социјални мерки на СДСМ. Тоа е мерката за докапитализација на Македонската банка за поддршка на развојот. За да не и биде незгодно на владата, ја повикуваме на јавна сцена да ги споредиме мерките, за да ја убедиме да ги прифати мерките предложени од СДСМ и тие да бидат изгласани во парламентот. И сето тоа за доброто на граѓаните.